Со заедничка организирана акција на Прилепската и Крушевската шумска полиција пред 2 дена на потегот Дервен Никодин запленети се околу 40 метри кубни дабови и букови огромни дрва. Дрвократците успеале да побегнат, но запленетите дрва веќе се складирани во шумското предпријатие Црнбор од Прилеп. Според командирот на Прилепската шумска полиција Илија Спирковски, во последно време дрвократците се поорганизирани. Тие пустошат низ шумите во поголеми групи, а се користат и со се поосовремени возила за превезување на украдените дрва, што дополнително им ја отежнува работата на шумските полицајци. Во соработка со Шумско-полициската станица Крушево и Шумско-полициската станица Прилеп излеговме на терен. Акцијата почна од 08 часот и заврши наредниот ден во 05 часот. При таа акција се одземени туса 4 самани, каде што се има организирано вршено на дотур во местоста викана Зрпопе према општина Велес и помеѓу границата на општина Велес и општина Прилеп. Уствари во шумско-стопанска единица Дервен Никодин, што се води во Прилеп, а па во Велес што се води под шумско-стопанска единица Бабуна. Во овој наваки се, например, на овој терен, претежно имаме дрвократци кои што се добро организирани се во смисло на тоа да вршат дотур до место каде што оди превозно средство, камион или лека кола и се во многу големи групи. Од шумската полиција апелираат до дрвократците да престанат да го пустошат државниот имот, а додека до граѓаните да не купуваат огревно дрво од диви продавачи, бидејќи како што појаснуваат, цената може би е пониска, но и испорачаната количина не соодветствува со она што се наплаќа. Инаку со цел сузбивање на дрвократството, кое за жал зема се поголем замав, со новите измени во законот, шумските полицајци имаат право на терен да одат и со приватни возила и без униформа, како нивните акции не би биле предвреме осуетени од страна на дрвократците.